Среда 17 часот и 15 минути, уште едно топло попладне резервирано за уште едно ново издание од емисијата од своја страна. Почитувани гледачи, добро дојдовте на фреквенцијата на телевизија Сонце. И оваа среда и ова попладне ви ветуваме едно убаво музичко дружење пред камерите. Именно ќе поразговарам со нашиот млад, надежен, успешен пејач, за кого допрва јас велам дека ќе се слушне. Иван Милевски. Иван, ти благодарам што ја прифати мојата покана да бидеш дел од своја страна. Како си? Благодарам за поканата. Поздрав до тебе, поздрав до сите гледачи на ТВ Сонце. Се чувствувам баш опуштено и у летна атмосфера заедно со песната. Летна атмосфера со твојот летен хит, чиј фокус денес ќе го ставиме. Имено за тебе пеам, ако не се лажам, беше насловот на новиот хит, како што кажавме, летен хит. Многу певлива песна, многу заразна песна. Јас и позади камерите ти споменав. Како се создаваше ова? Јас ќе кажам малку поразлично од се досега кое што ти го имаш создадено. Ајде малку повеќе за тебе пеам. Така, значи насловот е на песната за тебе пеам. Стилот во кој ја создавав песната е малце поразличен, како што кажа, од се претходно што сум создавал во мојата дискографија. Овој стил е латино стил, поспецифично бачата. Така се вика и ритмот, така се вика и танцот на кој што се игра тој стил. Идејата ми дојде од тоа што во Македонија според мене има многу музички стилови кои што ни фалат и има многу простор за импровизација во таа смисла. Затоа мислам дека и јас како млад артист и сите останати што сме на ова музичка естрада во Македонија треба да малце да се опуштиме и да пробаме да правиме малце поразлична музика, да ги отвориме малце видиците. Иван, она што е интересно е тоа што во видеозаписот, во спотот за тебе пеам, се појавуваш и ти. Ти си имаш искуство претходно со латино танците или никогаш. Сега конкретно се спремаш токму за песната? Целокупната идеја за оваа песна е моја, и музика, и текст, и аранжман, и исто и за видеозаписот, се ми беше некако во главата осмислено, да. И конкретно за видеозаписот, јас онма ми светна некоја ламбичка и јас да играм во спотот, односно да танцувам. И како што го размислив тоа, одма се запишев и на латино танци. Неколку луѓе прашав кој е најдобар инструктор за латино танци, што знам дека оделе, дека учеле да играат. И сите ми потврдија за Кате Каденс. Значи голем поздрав до Кате, најдобрата инструкторка во Македонија за латино танци. Таа многу големи жртви направи што за спотот, морам да се заблагодарам од срце и за просторот што го најде, за сите танчари, статисти што играа во спотот. Значи огромно благодарам од срце. Претпоставувам дека идејата позади за тебе пеам беше да биде една летна песна, летен хит кој што ќе го слушаме токму ова лето, меѓутоа колку време наназад се подготвуваше? Ти кажа дека текстот, музиката, аранжманот е комплетно твој, па од кога ти беше сето ова осмислено и колку време еве се создаваше, кој се учествуваше како соработник во ова дело? Знаете како, јас уште од многу порана возраст, пред да почнам да настапувам јавно како пејач, бев запознаен со студискиот дел од оваа работа. Значи почнав да имам познавање од студио, од опрема, од студиски програми што се прави музика на нив. И уште од мали нози баш ме влечеше тоа и натаму како мине времето, како се развивам во оваа работа, се повеќе и повеќе и јас си компонирам за мене. И што беше прашањето? Прашањето беше кој се учествуваше и колку време се подготвуваше. Значи, негде мене ми треба за, ако веќе имам песната во глава, прво почињам од рефренот. Значи, како што каже, заразен. Тоа е најбитно кога се создава песна. Така. И почињам од рефренот, после ги создавам строфите
музиката ми е во главата, прво музиката ја компонирам, после текстот, и за се до тоа ми требаше некои 2-3 дена. А после тие 2-3 дена, можеби 2 месеца минат, цело време јас ја слушам, ја преслушувам и слушам што фали или дали нешто има превише, па треба да се одземе. Така да толку од прилика. Претрпе ли промени текстот и музиката, самата песна како таква? Текстот не, а музиката, значи седнувам и размислувам во моментот како ќе ме однесат емоциите во моментот, така според тоа се прилагодувам. Јас тука пред да продолжиме со наредниот дел од муабетот, сакам да и пред нашите гледачи еве да ја слушнеме За тебе пеам, почитувани гледачи, За тебе пеам од Иван Милевски. Уживајте, а подоцна се враќаме веднаш во студиото. За тебе пеам и ти се смеам, ода, верувај ми драга, и ноќта падна, а ти си ладна, за миг си замина сама. Без глас, а за мене нема спас. По тебе изгубен гледам, сенката твоја ја следам, и само еден чекор не дели нашите усни да бидат цели. Твоето тело, очи ми мами, сакам ноќва да бидеме сами. За тебе пеам и ти се смеам, ода, верувај ми драга, и ноќта падна, а ти си ладна, за миг си замина сама. За тебе пеам и ти се смеам, ода, погледни ме сега, и ноќта падна, а ти си ладна, за миг си замина сама. Допиро чежок е твој, со мене е совршен спој. Твоите очи ме пленат, но нема ништо да сменат, и само еден чекор не дели нашите усни да бидат цели. Твоето тело, очи ми мами, сакам ноќва да бидеме сами. За тебе пеам и ти се смеам, ода, верувај ми драга, и ноќта падна, а ти си ладна, за миг си замина сама. За тебе пеам и ти се смеам, ода, погледни ме сега, и ноќта падна, а ти си ладна, за миг си замина сама. Навистина преубав летен хит од нашиот Иван Милевски. Ние се вративме назад во студиото и ќе продолжиме со разговорот, да го потпрашаме уште нешто. Иван, се пуштали веќе песната, можеби по радио, можеби по твоите настапи, дали ја бараат веќе, каков фидбекот од слушателите, од твоите целни групи на публика? До сега јас немам слушнато лош коментар за песната, баш сите ја прифаќаат, и тоа ми беше баш целта, за што поголема публика да опфатам, и младо и старо, што се вика народски. И мислам дека за секој е прифатлива за уву и лесна за слушање. Што друго се создава периодов? Има ли некоја идеја и замисла можеби за нешто друго кое што ќе се создаде за летово? Пред да те прашам што е планот за секако за летните настапи, каде ќе те гледаме следно? За следна песна некако ме понесе овој стил, и мислам дека уште една дека ќе создавам овакво нешто слично.
Со латино во латино нешто? стил, да. Како рековме, бачата. Да, тоа беше бачата, сега може малце Некој друг стил. друг стил од латино музиката, да. Баш тоа звучи летно, свежо, што во Македонија мислам дека баш малце се создава таква музика. А конкретно бачата, можеме да се пофалам дека дека сум прв што направил Ако македонска бараат ли бачата. ова на твоите настапи, еве конкретно латино стил за слушање, за пеење, знаат ли да танцуваат на вакви песни? Не, малце танцувањето е малце, не да речем комплицирано, а пак бара некое знаење да имаш, не може секој да... Да, меѓутоа Ако не- песната како таква сигурно сум дека ќе ти ја бараат и Да, дека е да. слушана. Што свири, што пее Иван Милевски од репертоарот, што најчесто ти бараат? Постојано си на настапи, како на собствени, така и на свирки, на свадби, на матурски, на се што мислам дека те бараат, настапуваш со Фантази бенд. Така. Тоа е твој бенд? Да, тоа е мој бенд што го креиравме негде пред 2 години. Добро. Броиме 4 членови. Претпоставам постојано Јас заедно настапувате. Да, секогаш се трудиме да сме заедно. Јас сум пеач, имаме соло клавиатура Мите Костов, бас клавиатура Ване Наумов и Јашарчо Арифовски на модерни инструменти. Поздрав Голем Донив. Имаме доста ангажмани баш летова сега. Сезона е за Каде свадби и за најчесто прослави. ве бараат? Свадби, прослави, значи ние не се ограничуваме да сме стрикно за тоа, мада највише тоа свириме, ама пак, пример, да не викне некој за кафич, можеме да одговориме, за кафана можеме да одговориме, дискотека исто така. Така да сакаме, ние сме млади дечки и сакаме да ни се отворени видиците за секаква музика. Пред овој хит, Лейтен хит, на што беше фокусиран, што се создаваше како музика и претежно на кој вид на репертоарите повеќе беше фокусот? Па до сега луѓето мене повише ме знаат по народната музика, со неа сум почнал и највише и со неа се представувам некако. Но никогаш нема да бидам тој тип на музичар што ќе се ограничи само на стриктно на тој правец и тука да заврши. Секогаш сакам да експериментирам и да сум со отворени карти. За Сметаш ли дека ти лежи еве ова ново во сега во кое што се впушташ Па и го јас спробуваш? се што ќе отпеам или што ќе снимам, сметам дека ми лежи, да. Кажа дека Така. дека сам си го напиша текстот, Да. а имаш ли размислувано да пишуваш текстови за други, можеби, која е најчестата инспирација, зајубен ли е Иван Милевски? Не знам дали би пишувал за други, до сега сите што сум ги создал песни мои биле со моја музика и со мој текст. Некако мислам дека За себе ти е најлесно дека да за си... себе ми е најлесно и дека највише можам да си погодам на себе си у смисла на аранжмани на текст. Текстот ми е малце послаба страна, но мислам дека и тоа добро ми оди. Од се ми е најслаба, ама пак се трудам. и Меѓутоа е мислам твој и си го Да, доживуваш Да, некако сум како автобиографски. Да, најисполнет се осеќам некако кога секи биде мој. Имало ли нешто до сега кое што ете можеби домакините, гостите го побарале од тебе, па не си можел, не умееш да им го пренесеш онака музички како што тебе би ти лежало? Нешто во репертоарот кое што ете не сте можеле да им го... Па добро сега секој не може секој се да знае, Така. но повеќето од песните у репертоарот што ни го бараат. Претпоставам се договарате пред време што ќе се пее, што ќе... Да, пред време се договараме, секогаш со групата си имаме спремно во главата репертоар. Но пример ако порача некој песна, Костин, у 90% случаите ние сме спремни да го отсвириме тоа. Сега се дешава некоја песна да не знаеме, па
ќе му кажам, Ќе мисли друго. Ќе се изнајдеме со друго, да, компромис. Да. Иван, постојано те гледаме со некои од нашите музичари од македонската естрада, не знам чи нам пееше дует со Гавазова или нешто слично. Сега со новиот дечко кој што еве не представува на Звездите на Грант со Никола, исто често ве гледаме заедно. Си соработуваш ли, се дружите ли еве колегите од естрадата? Значи со колегите од естрадата баш се трудам да сум добар и со сите имам одлична соработка и атмосфера, еден со друг, секогаш си помагаме. Се спремали некој дует, можеби, не знам? Па имам во главата замисли, да, но немам конкретно почнато ништо, но може да се изведе, да. И тоа може во скора иднина. Така, што е планот за летото? Веќе претпоставувам сте и букирани во поголемиот дел од... Да, повеќе за свадби. Но, како што кажав, свириме и кафани, дискотеки, кафичи. Така, конкретно говориме за Македонија, за македонскиот пазар, за македонската естрада, меѓутоа можеби рано, но еве јас ќе те прашам, има ли некои планови за надвор од државата, за некоја турнеја негде на страна, ве бараат ли за такви некои денови на диаспората или слично? Да, ние сега скоро настапувавме во Швајцарија. Поздрав голем до најголемото друштво во Швајцарија, Пирок, кој го организираа тој настан. Да, често не бараат и по соседните држави, и по Европа. Како што кажав, отворени сме за секаков вид прослава. И многу сте млади и се радувам што така ќе си го истрасирате патот и успешно ќе ви тргне. Имаме голем ентузијазам во групата, така да мислам дека немаме никаква пречка. Колку е предизвик денес во морето на многу музичари, пејачи, оние кои што создаваат музика да се успее, посебно од млад човек кој што решил тука да просперира, тука да успее, се заработува ли од музиката? Да, дефинитивно се заработува. Макар и кај нас, што сметам дека тоа е на најниско ниво од соседните држави, но за нашиот стандард мислам дека солидно се заработува и ме праша од морето на пејачи кои дали е предизвик. Чинам дека постојано изникнуваат од некаде нови имиња, нови музичари. Сметаш ли дека секој си е автентичен, па си го наоѓа своето место под сонцето и за секого има? Да, за секого грее сонцето. И во тоа море, јас се радувам на секој успех и ми е стварно драго што повеќе, конкретно за македонската музичка естрада, да се појавуваат што повеќе пејачи, артисти, групи што ќе создаваат нова музика, затоа што сметам дека што повеќе има музика, толку повеќе секој ќе успее. Така, колку ја цениме, Иван, денес македонската музика и еве ново компонираната, ново создадената македонска музика? Колку даваме шанса на младите артисти? Јас мислам дека секој си ја сака сопствената музика и секој си ја цени. Сега нормално дека музиката мора да еволуира и дека не може само да остане на нешто што се снимало пред 50 години. Нормално тоа е богатство македонско што останало како традиција. Меѓутоа сметаш дека треба да се следат трендовите? Па да, во секој случај мора нешто да се менја и да биде поинтересно за слушателите, во секој случај. Така, ми напомена дека од најрана возраст се занимаваш и пројавуваш интерес за музиката. Потекнуваш ли од музичко семејство? Кој ти ја пренесува љубовта кон музиката? Така, јас сум роден во музичка фамилија. Татко ми музичар, дедо ми музичар, прадедо ми музичар. Тоа е една лоза во фамилијата Милевски што мораше се продолжи и се трудам на достоинствен начин да ја проложам таа лоза. Јас од најмали нозе, значи од 7-8 години како иде, ме запишале моите во нижо музичко, во Велес. Тоа го завршив многу добро. Бев миленик меѓу професорите. Потоа продолжив за жал во гимназија, не продолжив музичко. За жал. Да, за жал. После ми беше криво, ама пак на крај испадна добро.
После гимназијата отидов пак на музичка, се вратив на факултет во Скопје и студирав и дипломирав како музички теоретичар и педагог. Така, значи ти си дипломиран музички теоретичар и педагог, а после покрај ова сето кое што го работиш, би се занимавал и со професијата. И те конкретно мислам што можеш да бидеш професор? Професор, да. По музика, така. Да, но јас од деца не се замислувам. Дефинитивно. Добро, сега не може би. Мислам дека немам толку трпение. Аха. Но најважно ми беше од факултетот знаењето што го добив. Така. И Колку ти помогна Иван факултетот и сето она кое што го стекна таму во на факултетот се изучував јас класична музика. Тоа е општо на факултетот, но јас сето тоа знаење си го претворам си го искористувам во мојата бранша, за мојот музички стил. И кога компонирам, пример, тоа знаење многу ми помага што колку сум го е стекнал. важно еден пејач, еден млад пејач, музичар да биде поткован со знаење и да има и факултетско, ниже училиште, како што кажавме, кое што си го посетувал и ти? Па зависи колку сака да се од која страна да влие на музиката, дали сака да компонира, дали сака текстови да пишува, дали сака да е само пејач, дали инструменталиста. Ако сакаш да компонираш, сметам дека треба да си музички поткован. Дека не може секој. Така. Напоменавме повеќе настапи, каде во следниот период ќе можеме да те гледаме. Еве го спомена и твојот роден Велес, има ли таму настапи, те бараат ли таму? Така, значи настапуваме широм низ цела Македонија. Нашите настапи може да гледачите да ги пратат на социјалните мрежи, објавуваме константно кај настапуваме. Така да. Да, постојано сте активни на социјалните Да. мрежи, на Инстаграм, на Фејсбук. Да. Имате ли менаџер, може би, или сето тоа оди преку? Не, сами си Сами си менаџирате. Така. Иван, покрај музиката и сето она кое што го исполнува периодов твоето време, како ги полниш батериите, како се одмараш од сите тие настапи, луѓе, настани, свадби, сигурна сум дека ти е потребен одмор и дека ти е потребно полнење на батериите, па како го правиш тоа? Тоа го правам на базен. На базен. На викендица. Идеално Да. за ова време, сега топло. На базен одам, хоби ми е вежбањето исто. Не можам да се замислам без теретана. Тие некои работи ги правам секојдневно и не е битно дали треба да ги полнам батериите или не. Јас секогаш едноставно тој ми е лајфстајлот и Така, се чувствуваш така енергично и тоа ти станало и рутина. Ние полека ќе го заокружуваме овој разговор денес. Ќе ти доделам еден вредносен ваучер од 500 денари од моите пријатели Smart Service. Тоа е еден продажен салон за поправка и продажба на мобилни телефони и се поврзано со мобилни телефони. Можеш да си го искористиш, да си одбереш нешто за твојот мобилен телефон за 500 денари. Тие се наоѓаат во трговски центар во Ново Лисиче овде во Скопје. Можеш да ги посетиш и се мои пријатели во оваа сезона од емисијата. Благодариме, поздрав до Smart Service, така. Иван, ти благодарам многу што беше дел од своја страна. Благодарам тебе. Многу ми е чест што и со тебе ќе заокружам оваа најнова сезона од емисијата. Летото е пред нас, ќе се спремаме за музика, за настани, за убави летни доживувања, за летни хитови, како за тебе пеам. Јас посакувам успех на песната, да си го доживее сето она внимание и слушаност кое што го заслужува. Посакувам уште многу хитови, дали летни, дали есенски, зимни, како и да е, ние сме секогаш на твоја страна, ќе ги следиме твоите успеси и секако да се гледаме за нови песни и нови дела. Ти благодарам, Викторија. Фала уште еднаш за поканата. Одете на одмор, сунчајте се и слушајте За тебе пеам. Така е, почитувани гледачи, и вам ви благодарам што и оваа сезона бевте со нас од своја страна на телевизија Сонце. Раскажавме многу приказни, различни профили на луѓе, различни доживувања и емоции се споделија токму и во оваа сезона. Токму со Иван Милевски ќе ја заокружиме оваа сезона од своја страна со убава музичка дружба. За тебе пеам ќе се слуша летово, ќе се слушаат и други летни хитови. Имајте убаво лето, уживајте, наполнете ги вашите батерии и се гледаме од септември.